Така, ние сме Ке ме видите и мене, токму така, бевме нестрпливи да се вклучиме, можете да забележите зошто. Јас се наоѓам во друштво на прекрасни позитивни 50-тина дечиња, инаку се наоѓаме во основното училиште Крстен Мисирков во населбата Ченто и ќе поразговараме како тие овде го прославуваат 1 април, денот на шегата, а по тој повод мој соговорник овде е една од нивните наставнички, Наташа Тргачевска Мојсовски. Добро утро и добре ви дојдовте, кажете ми дали секој 1 април вака го прославува во вашето училиште? Добро утро. Да, во нашето училиште секоја година го одбележуваме денот на шегата, проследен со традиционален настанок, кој некогаш има надпреварувачки, но некогаш само региален карактер. Така, наставничка, што се само ден за деца, бидејќи секојдневно се во директен контакт? Така, овој ден за децата представува вистински празник, бидејќи тие стануваат она што во секојдневието не се. Сите познати или помалку познати, имагинативни и самоиницијативни ликови денеска пристигнаа во нашето училиште заедно со своите родители, баби, дедовци во овој наш простор, проследен со многу убава детска музика, многу весели ликови и убаво изработени маски. Денеска на овој ден е дозволена прекумерна количина на шега и смеа и децата денеска имаат можност да ги представат своите креативни вештини и да го представат и да го промовираат македонскиот хумористичен дух. Ликовите инспирирани од историјата, од секојдневието, па дури и од политиката, денеска имаат можност да ја направат својата промоција. Така, како ви како училиште ги инспирирате и им помагате, им давате идеи во врска со тоа каква маска ќе Па во нашата држава маскенбалот има долга традиција, значи е традиционален и многу се обрнува внимание, особено во изминатите години, па така и првоаприлскиот маскенбал представува еден вистински хепенинг посветен на најмладите, на децата и од тука произлегува должноста на нашите образовни институции да ги поттикнуваме креативните вештини на учениците и да го развиваме нивниот хумористичен дух. Ние на часовите во поликовно образование, техничко образование и на сите други останати часови на кои што се развиваат ваквите креативни можности и способности кај учениците, ги изработуваме маските. Некои од овие маски се доработуваат и дома и така ова станува масовен хепенинг во кој земаат учество сите деца, па дури и возрастните, нивните родители. Така и ова слушување не било комплетно, доколку не ви представиме неколку од маските, само накратко би ги јави од режијата дека немаме многу време, овде до мене е Деа. Деа, што представува твојата маска? Јас можам да забележам. Така, тука до мене е и Јана. Јана, што представува твојата маска? Мојата маска представува ангел. Така, кој ти помогна да изработиш? Јас се купив таа маска и маскенбал и така почнав да изработувам и други маски за следниот маскенбал. Така, одлично, прекрасно изгледаш, имаме тука и една историја. Кој ти помогна тебе? Лија купила маската, јас сум јапонка и многу сакам да танцувам, меѓутоа Лија се подготвувавме во четврток. И меѓутоа јас сум јапонка. Така, ти си јапонка и тука има уште една невеста, Јана. Кој ти помогна тебе да ја подготвиш оваа маска? Јана? Мајка ти, така, тоа не кажа, меѓутоа покажа својот рачето кон мама. И некаде тука се одјавуваме толку од нашето вклучување од основното училиште Крстен Мисирков во Ченто. Јас ќе продолжам и понатаму да се дружам со овие прекрасни дечиња и да ме запознаат со нивните маски, се разбирам. Мавнете на камерата, мавнете. Така, ајде. Ајде, значи. Готово? Фала. Готово. Многу ви се убави.